бело, сладко или кисело. Грозјето е производ што вирее на нашите простори. Заедно со виното се вториот најизвезуван производ од државата. Грозјето представува едно од најзначајните земјоделски култури во нашата држава, кој што учествува со 17 до 20% од GDP-то од земјоделските производи. Виновата лоза е чувствителна на сите промени што ги носи глобалното затоплување. Температурата особено влијае врз грозјето. Во изминативе години имаме зголемена температура негде во споредба со 80-тите години, негде околу 1,5 степен зголемена температура, што првенствено влијае на убрзување на созревањето. Една иста сорта на иста локација кај нас или виногорје негде созрева меѓу 15 и 20 дена порано. Со самото покачување на температурата се зголемува количината на шеќери, а се намалува вкупната концентрација на киселини. Доколку се работи за вински сорти, ова понатаму го менува и вкусот на самото вино. Тоа значи дека климатските промени не само што влијаат на вкусот на виното, туку и врз неговата боја. Има некои краткорочни мерки со кои што може да се ублажи до некаде влијанието на климатските промени. Во Австралија и Нов Зеланд се користат се повеќе системи за проветрување низ насадите. Ако некои производи се поотпорни на климатските промени, грозјето веќе чувствува силен притисок и се чувствуваат огромни промени. Предпоставките се дека одредени светски виногорја ќе ги снема од мапата, други пак ќе се создадат онаму каде што најмалку се очекува. За жал, некои предвидувања и проекции укажуваат дека негде во 2050 година, значи негде за 5-6 години, ќе имаме значително намалување на производството и до 2/3 во некои познати виногорја, односно долини, како што се, например, Тоскана во Италија, Рона во Франција, Напа во Калифорнија и така натаму. Се предвидува движење на лозарството, односно да се повеќе се придвижува на север, онаму каде што не сме можеле да го замислиме, затоа што немало доволно сончеви денови, така да предвидувањата се дека можеби ќе стигне и до одгледувањето на виновата лоза до Велика Британија.